Течки во развојот го наметна и проблемот за отворање специјални установи, училишта и центри за нивно згрижување и рехабилитација. Во исто време, се поприсутен и актуелен станува и проблемот со стручниот кадар, пред се едукативно-рехабилитациониот, што треба да работи со оваа популација во Македонија. Следуваат иницијативи од Сојузот на дефектолозите и инвалидските организации за отворање на дефектолошки студии. Во учебната 1993-94 година истите се отворија при Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. После 1991 година, со самостојувањето на Република Македонија, и владата на Македонија, и ректоратот на Скопскиот универзитет ме повика од Белград и кажа, бидејќи веќе се сознаваме држава, немаме таков факултет, немаме такви студии, како што немаме и за ветеринарно само, дали би могли да направите еден проект да отвориме такви студии во Македонија. Се разбира, за мене тоа беше и голема чест, а и тоа ми беше последна животна желба, бидејќи до тоа време беа создадени сите системи и сите институции за сите хендикепирани деца, а немавме кадровска школа. Сега кога почнавте и дали имаше доволно кадри? Сега студиите ги отворивме 1993-94 учебна година, како дефектолошки студии оде на Институтот за педагогија. После 2-3 години прераснаа во Институт за дефектологија. Се разбира, доволно дефектолошки стручни кадри немаше, но наставниот план беше така концепиран како и секаде. За првите 2 години повеќе има предмети кои што се застапени на другите институти тука на факултетот и со големо разбирање на овие институти ние ангажиравме професори од тие институти како што е општа психологија, општа педагогија и така натаму. И така тие кадри ги покривме. Друго, поканевме професори од медицинскиот факултет, од природно-математичкиот факултет и до ден денеска тие предават на нашите студии. А за дефектолошките предмети, веќе кога стигнаме во 3-та, во 4-та година, веќе тука мораше стручен дефектолошки кадар за специфичните предмети, како што се методиките, педагогите, сурдопедагогија, олиопедагогија и така натаму, методиките на ран третмент. Ние отидовме да бараме помош од дефектолошкиот факултет од Белград и од дефектолошкиот факултет од Софија. И јас сум благодарен и ние како факултет на големото разбирање на овие два факултета до ден денеска имаме визитинг професор од тие два факултета. Но ако на тоа останеме, ќе ги решиме. Уште од првата година со големо разбирање на факултетот, на деканатот, посебно на деканот на факултетот, професорот Трајан Гоцевски, за нас, како млад институт, конкурсот беше отворен за млади кадри. И ние првите години зедовме околу 7 асистенти. Ја имав 7 асистенти. И веднаш направивме план да тие се усавршуваат. Ги запишеме на постдипломски, магистрите што беа на докторати. И јас денеска сакам со едно големо задоволство да кажем веќе дека ние имаме 3 доктори на трошки науки, 3 доцента, 2 магистри, 4 на постдипломски студии, очекувам сега да заврши уште една асистентка да докторира, уште 2 асистентки да магистрираат. Така да за новата учебна година ние ќе имаме едно 4 доценти и едно 5 магистри на институтот. Значи може да се каже дека со кадар веќе може да се каже дека сме пополнети. Сега да ни кажете со учебници, сигурно биле проблеми учебниците. Сигурно. Не може студии да постојат, настава да се изведува без учебници. Барем тоа кај мене не е пракса. Ја тоа и во Белград го уведов. За мене е принцип. Штом почне учебната година, веднаш на студентот да им се даде учебникот. Ние имавме една големо среќна околност што го имавме професор Ајдински, кој што беше веќе избран за редовен професор на Белградскиот универзитет, кој што дојде во Македонија и се стави на располагање и благодарение на неговото огромно искуство во тој дел, благодарение на неговото познавање меѓународно на проблемите на работењето на луѓето кои што имаат пречки во развојот, ние успевавме да направиме еден наставен план и наставни програми според европски стандарди,
успеавме во почетната фаза, врз основа на кадрите со кои што располагавме на Филозофскиот факултет, од Медицинскиот факултет и други кадри од Универзитетот во Скопје, но пред се по, што се вели, под диригентската палка на професор Ајдински, ние да отпочнеме со работа и веќе денеска со задоволство може да се каже дека ние веќе исфрламе втората, третата генерација дипломирани дефектолози. Со задоволство може да се каже дека тие веќе се прифатени во установите кои што работат со лицата, со граѓаните, кои што имаат пречки во својот психофизички развој. Нашите искуства покажуваат дека тоа се кадри кои што имаат стекнато и теоретско и практично искуство и дека тие веќе се покажуваат како добри стручњаци во таа област. Исто така, ние не останавме само на додипломските студии. Сакам да напомнам дека, пак благодарение на иницијативите на професорот Љупчо Ајдински, ние покренавме една процедура, изработивме наставни планови за специјалистички студии и за постдипломски студии. Веќе на Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, ние веќе имаме и постдипломски студии од областа на дефектолошките науки. Мислам дека со тоа Филозофскиот факултет завршува еден процес кој што е доблесен за секоја нација, за секоја држава, бидејќи, како што ни е познато, 1% по некое правило задолжително има проблеми со својот психофизички развој. Тоа е популација на која им требаат посебни кадри, тие кадри треба да бидат посебно едуцирани, треба да бидат на некој начин дури и психички подготвени за работа со такви луѓе, и ете ние на некој начин успеаме сето тоа да го направиме. И сега кога станува збор за одредени луѓе кои што го чинат тоа, во оваа пригода сакам да кажам неколку збора. Значи, еден од иницијаторите за сите овие студии, тоа е професорот Ајдински, кој што имаше доблест да на некој начин се стави на располагање на Универзитетот во Скопје, имаше доблест да ги не само понуди своите знаења и искуства, но и да донесе огромна литература без која е алатка за студирање и без која ние едноставно не можевме да работиме. Меѓувреме, тој и напиша повеќе трудови кои што денеска на некој начин се столбот на тие студии. Исто така се покрена и теоретско списание кое што веќе излегува, мислам, 4-5 број, тоа е теоретско списание се вика Дефектолошка теорија и пракса, и тука професорот Ајдински е промоторот на една таква идеја. Јас би заклучил со тоа дека се работи за една исклучителна личност, која што остави белег на своето време, остави белег на Универзитетот во Скопје, остави белег и на нашиот факултет, и ќе завршам со тоа Филозофскиот факултет даде уште еден, да речам, виден научен работник кој што